Почитуван подпредседател собранијски судија и почитувани колеги собранијски судии, оваа реплика кон колегата Апасиев, ако добро го разбрав во неговиот говор, тој впрочем се задржа многу повеќе на оние процедурални проблеми кои што се јавуваат при донесувањето на овој закон, но исто така се осврна на оние суштинските. Јас тука би сакал да го дополнам, бидејќи што е во целата оваа суштина. Колега Апасиев 16 години се обидува сите влади контра Макпетрол во сите тие судски постапки да докажат е доминантната собственост од 51% во Гама. Овој наш квази политичар кој што има окупирано премиерската фотелја, без никаков проблем им дава 50%. При тоа, завршувајќи ги сите судски процеси кои што до сега толку многу години се водени. И при тоа, за гасовод, кој што е стар цели 26 години, за кој што номиналната вредност е 18,8 милиони евра, така како од джеб да ги вади парите и да ги дава, значи без никаков проблем се согласува да подпише сума од 33,7 милиони евра. Има една работа со која што не се согласувам, односно јас гледам малце поразлично од вас. Вие рековте дека ова бил штетен закон. За мене, како колега правник, ова воопшто не е закон. Ова, како што пред малце се обида да направи една паралела колешката Ангелевска, е впрочем или се обидуваат да го представат едноставно како солемнизација или на овој приватно правен договор да му дадеме ние статус на јавна исправа. Така да ова не може по никој основ да биде закон. Ни штетен, ни нештетен, ни добар, ни лош. Ова не може да биде закон по никој основ. И за крај, гледајќи ги реакциите на нашиот заменик уставен, собранијски судија Мисовски, ќе си земам направо да ја прашам дали и кај вас вака се создава некој сомнеш, исто како и кај мене, дека може би господинот Мисовски на крајот на денот ќе има бенефит што толку жолчно ги брани интересите на донесувањето на ова квази законско решение. Ви благодарам.